Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Слушатели на Радио Слободна Македонија, добар ден и добродојдовте во уште една емисија Поента со професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Насловот на денешната емисија е политички аутизам. Иако целта на емисијата е да покаже повеќе примери на форми на аутизам, не само политички аутизам, туку пред се различни видови општествен аутизам, па дури ќе разработиме во делот емисијата и форма на аутизам во меѓународната политика. Зашто конкретно станува збор? Нормално ве поканувам да останете со мене во емисијата, да ја проследите целата емисија и мислам дека на крајот ќе ви биде јасно што ми била поентата. Токму поради темата која што ја одбрав за вас, која се надевам дека ќе ви биде интересна, ве поканувам да останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, за да се информираме подобро за актуелни појави и случувања, секако во најдоброто радио во боја, Радио Слободна Македонија, и секако со теми кои имаат боја. Урбаниот речник го дефинира политичкиот аутизам како неспособност на некого или на некои луѓе да ја погледнат политичката реалност во очи. Урбаниот речник го дефинира политичкиот аутизам како неспособност на луѓето со ваква форма на деформитет да комуницираат со луѓето од надворешниот свет, посебно со оние луѓе што имаат различни политички ставови од нивните. Исто така, политичкиот аутизам се поврзува и со едно повторувачко и едно ограничено однесување, недостаток на комуникација или способност да се комуницира и секако недостаток на интеракција со луѓето што размислуваат политички различно. Политичкиот аутизам е просто речено неспособност да се допре до политички различното преку човековата интеракција, преку комуникацијата, преку логиката, преку чувствата, преку разумот. Едновремено, политички аутисти се луѓе кои се способни постојано и во континуитет да ги повторуваат само оние информации што им предизвикуваат задоволство кога ги слушаат, што им се пријатни за слушање и секако оние информации што го подигнуваат нивното политичко его и политичка суета. Овие луѓе инсистираат постојано да се повторуваат едните исти информации, бидејќи ним им создаваат пријатност во умот. Од друга страна, максимално се обидуваат да ги игнорираат различните политички размислувања на другите. Ако овие карактеристики или овие напоменати информации се доминантни во некоја личност, таа дефинитивно страда од форма на политички аутизам, вели урбаниот речник. Сега, политички аутисти во Република Македонија имаме многу. Политичките раководства на СДСМ, еве да кажеме, веќе 10 година поред, страдаат од оваа очигледна форма на политички аутизам, при што нормално кај едни раководства тоа е поизразено, кај други помалку изразено. Но заедничко за сите нив е невербата или неверувањето во вистината на македонскиот политички контекст. Заедничко им е секако потценувањето на мнозинската политичка волја на граѓаните, како и континуираното политичко исмејување и дискредитација на политичкиот став на мнозинството македонски граѓани, кои сметаат дека за нив ВМРО ДПМН е подобра политичка опција од СДСМ. Исто така, заедничко на овие политички раководства на СДСМ има аутистичната потреба да живеат длабоко во нивниот политички свет, секако далеко од оној реалниот, од нормалниот, каде што не допира гласот на критиката, гласот на вистината и на разумот. Обседнати со својот политички свет, раководствата на СДСМ создаваат политички илузионизам, во кој победникот е секогаш СДСМ,
а победничката политичка елита на земјата седи токму во СДСМ. Секој оној што ја кажува реалноста која е различна од нивната, е веднаш инстантно сатанизиран, дискредитиран, омаловажуван, јавно прозиван како бранител на ВМРО ДПМНЕ заради одредени материјални или други интереси и слично. И не е толку проблемот во нивните прозивки и сатанизирања. Секако дека тие ќе се издржат. Проблемот е во тоа што нивната вистина се бура да ја наметнат како колективна вистина. Тоа е главниот проблем. Притоа, во таа нивна мисија не бираат средства и алатки како тоа да го направат. Како да се наметнат на сите оние кои што не мислат како нив, врз нив. Како да едноставно се наметнат да веруваме во нив како судбина. Далеко од тој нивен свет на политички илузии и сонови, секако се наоѓа светот на реалноста. А светот на реалноста е всушност светот на секојдневието. Оној свет кој што е поставен на реални параметри, свет кој што е поставен на објективни показатели, на бројки, свет кој функционира согласно логиката на разумот и граѓанската поддршка. Тоа е всушност светот во кој што ние денеска живееме. За доброто на нештата, тој свет го раководи или во моментов на власт е ВМРО ДПМНЕ кој што се води согласно оваа парадигма, дека целата вистина треба да биде изразена преку конкретни параметри, реални параметри кои што функционираат согласно разумот и граѓанската поддршка. Секако дека во тој политички свет има видливи конкретни политики, има видливи конкретни програми, проекти, резултати, дела. Таму има конкретни бројки врз основа на кои може да се прави компарација или врз основа на кои може да се цени квалитетот или неквалитетот на одредени проекти кои што се сработени или делумно сработени или не сработени во одреден временски период. Таму нема фантазии, таму нема илузии, таму нема сонови, таму можеби има замислени проекти кои што политичката партија сака да ги реализира, меѓутоа не дошло времето за нивно реализирање или можеби се во тек реализацијата на некои конкретни капитални проекти, да кажеме, кои што не можат на брзина да бидат сработени. Значи нивната изработка е во тек. Таму нема, како што реков, фантазии, како оние, да кажеме, на господинот Заев, изнесени во неговото конгресно обраќање во неделата, дека замислете на 17 мај оваа година во Скопје имало над 100.000 граѓани кои му се придружиле на Социјалдемократскиот сојуз за наводно да кажат не на лошите политики на ВМРО ДПМНЕ. И сега, да не бевме присутни во Скопје и да не ја видовме бројката на граѓани кои што беа излезени на протестот пред влада, можеби ќе му поверувавме на господинот Заев. Но вие, како лидер на политичка партија, да тврдите дека на 17 мај имало над 100.000 луѓе кои што се собрале пред владата, тоа е навистина фантазија која што најверојатно одговара на представата која што тие имаат во својот политички аутистичен свет. Едноставно во тој свет очигледно тие гледаат се политички дупло. Затоа што и анкетите со кои што се мери јавното мислење и каде што имаме конкретни резултати за поддршката на една партија, на друга партија и така натаму, според нив тие никогаш не се релевантни, никогаш не се соодветни на реалноста и така натаму. Зошто? Затоа што тие се навикнати да гледаат политички дупло. Па така, нивните проценти на поддршка најчесто во нивниот свет ги гледаат со дупла бројка, односно двојно поголеми од она што се. Едноставно во овој реален свет во кој што објективно сите ние живееме, нема потреба од негирање на резултатите кои што се содржани во анкетите на јавното мислење, затоа што тие анкети се сосема кореспондираат и сосема се во согласност со она што представува волја на граѓаните или волја на народот. Ништо повеќе, ништо помалку од тоа. Втората тема која што
е врзана со овој вид на аутизам, меѓутоа мешан политичко-општествен аутизам, се поврзани со неодамнешните протести на пленумците, кои повторно, замислете, застануваат во одбрана на универзитетската автономија. Жално е што после една година се уште не разбрале ништо за универзитетската автономија. Да ја разбраа универзитетската автономија тогаш, кога за прв пат го кренаа својот глас, меѓутоа, повторно ќе кажам, заради причини кои што тогаш им беа за нив релевантни, да ја разбраа тогаш, денеска ќе дадеа безусловна поддршка на своите колеги, на студентите и професорите на ДИВ и на Финки. Вака, за жал, ништо. Остануваат на она ниво од пред една година, кога на сметка на останатите колеги што сакаат да учат и непречено да слушаат предавања, тие правеа вистинска окупација на универзитетскиот простор. За неколкумина од нив, универзитетската автономија и натаму останува да биде остров на студентската анархија. И повторно ќе кажам, како што кажав кога во јануари и во февруари, кога имав неколку емисии посветени за токму за студентите, дека не сите студенти кои што се организирани во студентскиот пленум ја разбираат погрешно универзитетската автономија, би рекла само неколкумина од нив кои што себе си се прогласуваат за некакви бранители на универзитетската автономија, а всушност застануваат во одбрана на студентската анархија. Токму за тие неколкумина од нив, ќе кажам дека студентската анархија не смее да биде избор на младиот човек, избор на студентот. Затоа што е вистинска анархија во која неколку студенти што се представуваат во името и за сметка на некаков неформален, нерегистриран правен субјект, а тоа е студентски пленум, се дрзнуваат тогаш и се дрзнуваат и сега да тормозат повеќе илјадници студенти, да ја тормозат универзитетската администрација, секако да ги тормозат и професорите со своите ставови дека УКИМ им припаѓа само ним и дека во тој дух тие имаат автономно, неприкосновено право универзитетот да го трансформираат, јас велам, во Вембли, каде со озвучување од типот на фудбалски стадион им се може да организираат рок фестивали 3 дена поред и тоа, пазете, од 12 часот на пладне па натаму. Време кога на сите факултети во кампусот нормално е да се одржува настава која студентите ја плаќаат и која студентите имаат право квалитетно да ја слушаат. Навистина, немам ништо против рок музиката, напротив, ја обожавам рок музиката, но имам против, и тоа многу против, големото и очигледно лицемерие и себичност присутни кај овие главни подбуцнувачи на пленумците, но и посебно на нивните ментори. Тие неколкумина таму, сватени како организатори на студентскиот пленум, што себе се нарекуваат студентски револуционерни стратези, со толку години на своето конто, што е навистина срамно да се представуваат дека се студенти, бидејќи сите се над 25 години, би рекла немаат елементарна студентска култура, немаат елементарна грижа за правата на другите студенти и нормално на нас останатите, нели, на професорите, на администрацијата и така натаму, немаат основна човечка емпатија. Затоа што да го поседуваа се во ова, ќе водеа грижа за интересите и за потребите на секој, ама буквално на секој студент. И затоа што наместо да одлучаа парите што се знае по кој основ им дошле до рака, да ги донираат на нивните колеги од најранливите семејства, оние на кои навистина во животот не име до музика, туку име до знаење, таа група мала на организатори или уште пострашно можеби некој друг во нивно име, решија да ги потрошат овие пари за организирање скапи рок фестивали, оно од времето на окупацијата, меѓутоа и овој минатата недела. И доколку навистина име грижа за условите во кои престојуваат и учат нивните колеги студенти, тогаш ќе беа прво подпишани на одлуката да се градат новите факултети.
тие одлучија наместо тоа да прават протест против изградбата на новите факултети во кампусот на УКИМ, повторно нагласувајќи дека со изградбата всушност се нарушува универзитетската автономија. И сега на вас ви останувам да процените дали навистина универзитетската автономија може да се повреди во услови кога УКИМ и телата на универзитетот, задолжени нормално да се грижат за кампусот и за автономијата, донеле законски статутарна одлука да се градат двата факултета. Каде е тука повредена универзитетската автономија? Дали Министерството за образование и наука, без знаење на универзитетските тела, дојде со механизација и почна да гради? Секако друго е прашањето за кое требало да се разговара, а тоа е прашањето на транспарентноста и инклузивноста на сите засегнати страни во процесот при донесување на оваа одлука. При тоа, кога велам инклузивност на сите засегнати страни, не мислам на пленумскиот избор на засегнати страни, туку мислам на објективна и сеопфатна инклузивност. Да, за тоа можело да се разговара и требало да се разговара, но студентите, особено тие што студираат во навистина субстандардни услови, студентите на ДИФ и на ФИНКИ, навистина треба да јавно да се каже дека имаат право на студирање во квалитетни просторни и технички услови. Исто така и студентите во кампусот, кои што ги немаат најдобрите услови за студирање, треба да се борат за подобрување на квалитетот на условите во кои што тие едноставно се слушат предавања, меѓутоа и го остваруваат својот студентски стаж, би рекла. Но, од друга страна, и сите професори, како и службите од факултетските администрации, имаат право на цивилизирани услови за работа. Оттаму колку фокусот на УКИМ, но и на државата во оваа насока за подобрување на условите за студирање, толку подобро ќе биде за сите нас. Со исклучок нормално на неколкумина, јас ги нарекувам анархисти, на кои онака не име до студирање, а име до секако до одработување на туѓи политички агенди, зашто се дебело платени. Протестот пред зградата на УКИМ, според кажувањата на протестантите, е исто така и поради сечата на дрвјата во универзитетскиот кампус. Вчера видовме дека и СДСМ реагираше на идентичен начин, односно и тие реагираат против сечата на дрвјата. Добро, легитимно право. Интересно е што ниту протестантите, ниту претениците од СДСМ, но и самата партија, збор не кажа за гестот на студентите од ДИФ и од ФИНКИ и за засадување на тие 150 млади дрвца токму во кампусот на УКИМ. Значи, збор не кажа за 3 пати повеќе дрвца засадени од оние кои што беа исечени на местото каде што ќе се градат новите факултети. Тука правиме кратка пауза, останете со нас. Еве сме повторно во студиото, се надоврзувам на последната мисла која што беше пред паузата, дека фактички протестантите вчера, меѓутоа и партијата СДСМ која беше најгласна во врска со сечата на дрвата, едноставно збор не кажа за гестот на студентите на ДИФ и на ФИНКИ да засадат 3 пати повеќе дрва од она што беа исечени. Едноставно одлучија да молчат или одлучија да го игнорираат овој гест. И покрај тоа што никој не очекува да бидат пофалени студентите од ДИФ и ФИНКИ, она што не го заслужува вчера од нивните соколеги, односно со студенти од пленумот, е тоа што токму пленумциве за жал ги дезинформира останатите студенти, но и севкупно граѓаните во земјава преку социјалните мрежи,
дека наводно оваа група на студенти дојдена од ДИФ и од Финки во УКИМ, дошле за да физички се пресметува со пленумците, една тешка лага и тешка дезинформација која навистина ја прочита фактички политичката суштина на целиот овој протест. Тоа што исто така ја политизира цела оваа состојба во кампусот е што, за жал, повторно ќе кажам, и СДСМ не најде начин, не најде за сходно како партија да го поздрави чинот на засадување нови дрвца, па ќе кажам во 3 пати поголем број од оној кој што беше исечен, и како и за сите досегашни манифестации врзани со денот на дрвото и со засадувањето на дрва во Република Македонија, така и вчера се однесуваа крајно игнорантски и крајно непристојно. Оттаму мислам дека навистина е доста со политичка злоупотреба на студентите за тесно партиски интереси на Социјалдемократскиот сојуз. Мислам дека навистина е прелеа чашата и дека треба малку да се свестат дека студентите не се партиска маша која што може да биде активирана во оној момент кога тие чувствуваат проблем или имаат сериозен проблем, како што можеме да видим имаат сериозен проблем со анкетите на јавното мислење за нивниот рейтинг во државата. Интересно е што токму на 10 декември, Меѓународниот ден на човековите права, кога ечеше рок музиката во универзитетскиот кампус, гости на правниот факултет по повод денот на меѓународните права беше американскиот амбасадор во Република Македонија господинот Джейс Бейли. Тој во својот говор се осврна на човековите права во Соединетите Американски држави со посебен фокус на Томас Джеферсон и неговите размислувања за правата на американците. На крајот од неговиот говор, како што е вообичаено, студентите добија право да постават прашања. Имаше повеќе прашања, меѓутоа она што најмногу го би рекла пробуди интересот на нас присутните беше прашањето на една студентка како амбасадорот гледа на изјавата на претседателскиот кандидат Доналд Трамп, дека ако стане претседател на Соединетите Американски држави ќе им забрани на сите муслимани влез во Америка. Американскиот амбасадор господинот Бейли, случајно или не, даде многу вистинит одговор, кој што би сакала сега да го парафразирам, значи не да го цитирам, туку да го парафразирам. Така, според мислењето на амбасадорот, во минатото Соединетите Американски држави имали исклучително лоши потези во надворешната политика. Притоа тој ги спомена оние поврзани со Кина и со Јапонија. Па во тој контекст рече дека и оваа изјава на Трамп е лоша. И точно, сакајки или не, амбасадорот ја изнесе најголемата вистина за Соединетите Американски држави, и тоа е интересно токму на Меѓународниот ден на човековите права. Точно е дека Соединетите Американски држави зад себе во својата историја имаат многу неуспешни приказни кои тежат како бреме на американската надворешна политика и кои во, да кажам, овие остаток од половина час од емисијата би сакала да се осврнам на нив, заради едноставно јасно дефинирање на успехот на, во заграда, неуспехот, односно успехот на американската надворешна политика, од проста причина што многу често европјаните сакаат да ја преувеличаат или да ја зголемат улогата на американската надворешна политика во смисла на тоа колку е таа успешна. Јас сакам да се осврнам да направам еден објективен приказ на тоа колку имало неуспешни примери во нивната историја, токму врзани со таа надворешна политика.
Посебно би сакала да ги подсетам македонските граѓани на неколку, кои што се, би рекла, исклучително неуспешни, а тоа е крајната неуспешна инвазија на Кенеди во заливот на свињите во 1961 година. Понатака, интервенцијата на Буш во Сомалија 1992. Да не зборуваме за 10 годишното виетнамско фијаско од 65 до 75 година. Крајно промашен потек на американската надворешна политика секако беше и одлуката за вклучување на Соединетите американски држави во Првата светска војна. Да не зборуваме за лошите проценки поврзани со инвазијата на САД врз Ирак во 2003 година. Да не зборуваме за контроверзите што ја следат Америка со исламската држава и многу други. Но пред да преминеме на овие примери на неуспешна политика надворешна во Соединетите американски држави, правиме мала пауза со еден музички блок и повторно се враќаме во студиото. Ги спомнавме најголемите промашувања на американската надворешна политика и навистина времето ќе покаже колку и дали американската надворешна политика има добри потези на Балканот, а во тој контекст и во Република Македонија. Интересна студија прочитав неодамна на познатиот аналитичар Майкл Коен. Станува збор за добар познавач на состојбите во американската надворешна политика и студијата е со наслов кои се најдобрите, а кои најлошите американски претседатели во надворешната политика во последните 100 години. Иако и самиот Коен е свесен и вели дека се работи за многу комплексна и тешка задача да се определат 5 најдобри и 5 најлоши американски претседатели, сепак тој во неговата студија успехот на претседателите главно го цени според вредностите што ја формираат визијата за тоа како треба да изгледа добрата надворешна политика. И при тоа Коен има една интересна изјава каде што вели дека ако си идеалист во надворешната политика, тогаш според тебе Вудро Вилсон се чини дека би бил најдобриот претседател. Ако си реалист, тогаш веројатно ќе го одбереш Џорџ Буш или дури и Ричард Никсон. А ако претседателите ги цениш според тоа дали се меки или тврди во говорот, тогаш секако Хари Труман или Ајзенхауер може да ти бидат изборот. Според изборот на Коен, кој истовремено е многу контроверзен, би рекла, и полн со потреба да се дебатира, ова се 5 најдобри претседатели на САД од надворешната политика. Прв на листата е Кенеди. За разлика од многу други аналитичари кои сметаат дека токму Кенеди е најлошиот американски претседател во 20 век, според Коен се работи за претседател чие што лично досие во делот на надворешната политика е приказна која што е исполнета со клучни грешки, но и со значајни достигнувања и можеби најзначајно од се, политика која се карактеризира со, како што нарекува Коен, еволуција во размислувањата. Токму оваа еволуција во размислувањата која што ја пронашол Коен во претседателствувањето на Кенеди го става високо на првото место на најдобри претседатели на Америка во делот кога станува збор за надворешната политика. Неговото доаѓање на позицијата претседател се поврзува со она опасна реторика која што беше присутна за време на студената војна, но и со неговите погрешни укажувања и предупредувања дека всушност она што и недостасува на американската политика е разговор за дупката или празнината што постои во односите помеѓу Америка од една страна и тогашниот Советски сојуз. Во неговата инаугуративна адреса или инаугуративно обраќање до Конгресот,
Кенеди го посочи начинот со кој може да се обезбеди посилен американски милитаризам или посилно американско милитарно воено присуство, но и посилна американска интервенција кога станува збор за студената војна. Интересно е што председателствувањето на Кенеди имаше ужасен старт, кој што беше поврзан со интервенцијата во заливот на свињите. Токму оваа интервенција јас се оквалификувам како една од најнеуспешните примери на водење на дворешна политика. Но исто така за Кенеди се врзува и најлошо менаџирање на кризата оваа со студената војна од било кој друг американски председател. Меѓутоа, сепак Кенеди кој го става на првото место на најуспешни председатели. Интересно е што исто така Кенеди не може да се едноставно да се вброи во оваа група, затоа што тој, иако проба да се рехабилитира од неуспехот на интервенцијата на заливот на свињите, не успеа да се рехабилитира со одбивање повик за воена акција во Лаос. Меѓутоа, сепак и покрај тоа што тој едноставно се повлече од оваа воена интервенција во Лаос, тој останува да биде една од најконтраверзните личности во американската надворешна политика. Најголемата непознаница врзана за Кенеди е секако Виетнам. Но она што е чисто е дека тој никогаш не испрати американски трупи да се борат во Виетнам, тоа го стори неговиот наследник. Вториот на листата кој според Коен влегува во групата најуспешни председатели е Роналд Реган. Интересно е што Реган стана председател во далечната 1980 година со репутација на председателски кандидат или председателска личност кој што беше најантикомунистички расположена во тоа време, особено антикомунистички расположен во времето на студената војна. Интересно за Реган е неговата антикомунистичка реторика, но и неговото така наречено брендирање на поранешниот Советски сојуз како, цитирам, империја на злото. Реган е познат и по тоа што значително е подигна одбранбената моќ на САД и можеби тука се наоѓа вредноста на Реган во тоа да биде најуспешен председател. Но едновремено ја зголеми финансиската поддршка за сите оние антикомунистички сили кои што се фактички се бореа против Советскиот сојуз, но и за тоа што даде огромна поддршка за силите кои што сакаат да ги симнат авторитарните режими во Латинска Америка, Далечниот Исток, Африка и Авганистан. Она што е сигурно е дека Реган и американците, но и самите аналитичари го сметаат за мощен прагматичен политичар. Не може да се заборави неговата способност да договори со тогашниот руски премиер Михаил Горбачов елиминирање на сите стратешки нуклеарни оружја на самитот во Рејкјавик. Самиот факт дека тој беше подготвен да работи со тогашниот советски премиер и со тоа фактички ги игнорираше неговите советници дека Америка треба да остане на страна на предпазливост кога станува збор за Советскиот сојуз, фактички му остави на Реган политички простор да биде сметан за најуспешен председател на Америка. Тој со диалогот кој што го водеше со тогашниот советски премиер, фактички направи една многу добра работа за тогашниот Советски сојуз. Односно, му остави политички простор на Горбачов да ги направи потребните реформи во неговата држава. Исто така Реган ќе остане запаметен и како американски председател кој издал наредба за само една голема воена интервенција на Соединетите американски држави, а тоа е нападот врз Гренада, со што покажа дека тој не се плаши да се носи со загубите кога е потребно, како што направи со Либија кога 241 американски маринец
ги загубија животите во мировна мисија. Меѓутоа, она што се забележува како успех на Регановата политика е што многу повеќе преферираше да води политика со диалог, со разговор, отколку со оружје. Овде ќе направиме мала кратка пауза, останете со нас. И она што сакам да го надодадам на досието или портфолиото на Роналд Реган е секако дека и покрај тоа што аферата Иран контра и натаму или останува да биде најцрната точка во неговиот втор председателски мандат, сепак Реган заслужува и според мислењето на Коен, меѓутоа и според мислењето на бројни аналитичари голема поддршка за неговата акција која што е поврзана со мирното завршување на студената војна. Третиот на листата по успех американски председател е секако Буш сениор. Овој председател се поврзува со неколку добри политички потези кога станува збор за американската надворешна политика. Всушност неговото досие на политички успеси е прилично богато. Тој останува запамтен како американски председател кој се справи со војната во Ирак. Посебно значено е што тој практично ја обедини мултинационалната коалиција во борбата против Ирак, односно ги обедини сите оние сојузнички сили да делуваат заедно. И секако истите тие сили ги внесе во Обединетите нации, фактички преку Советот за безбедност на Обединетите нации, фактички стана клучен фактор во ослободувањето на Кувајт од политиките на тогашниот авторитарен лидер Садам Хусейн. Фактички преку поставување на традиционални цели кои може да бидат остварени во воени услови, но и преку повлекување на неопходната потреба да се оди во Багдад, Буш практично понуди свој модел за надворешна интервенција, која е позната како доктрината на Вајнбергер Пауел. Голфската војна го засили чувството за колективна безбедност на меѓународниот систем и понуди предупредување до сите оние намери кои што ги имаат другите земји како да не се вклучуваат во меѓугранични инвазии во периодот на постстудената војна. Едноставно се засили чувството за колективна безбедност, меѓутоа и за колективно делување. Едноставно државите се научија дека е многу подобро да се сојузуваат отколку да делуваат индивидуално. Интересно е што Буш сениор фактички имаше за цел да преку своето делување да создаде услови за внесување на демократијата и во земјите од источна и југоисточна Европа, ако веќе не и во Русија. И токму затоа сметам дека ова не се мали заслуги, иако треба да се потенцира дека лавовскиот дел на заслугите кои што се однесуваат на внесување демократија во овие земји треба да им се припише токму на европските лидери, но и на руските лидери во тоа време. Интересно е што со Буш се врзува и влијанието или политичкиот притисок кој што Буш го ставил во тоа време на Израел, веднаш по Голфската војна, што и покрај тоа што практично ги намали неговите шанси за втор мандат, сепак со притисокот врз Израел тој доведе до организирање на мировна конференција во Мадрид, каде што фактички се донесе мировен договор за земите, за војните жаришта во средниот исток. И она што е позначено е дека тој фактички успеа да стави крај на отворениот конфликт со владата на Израел, што доведе делумно до тоа да се направи нов избор на председател на Израел, наместо тогашниот Јицак Рабин за председател на Израел да се наименува Јицак Шамир. Зборуваме за период 1991 година. Она што е негативна страна на Бушовата администрација и надворешна политика е тоа што
а не засега нас на Балканот, е тоа што Бушовата политика на тргнати раце, нели во наводници од Балканот и покрај неговиот реализам дека САД треба поактивно да се вклучи во надминување на конфликтите и граѓанските војни во целиот свет, сепак мислам дека за земјите од Балканот тој беше, да не кажам неправичен или пак лошо одигра на овој дел од Европа. Токму затоа се смета дека неговото непостапување во бројните граѓански конфликти кои што го потресоа Балканот остана запишани како негативни поени во неговото досие за надворешна политика. Црни дамки исто така за Буш ќе останат и бомбардирањата на Ирак, без при тоа да ги заштити своите сили. Потоа неуспехот да го стабилизира Авганистан по заминувањето на советите. Исто така во неговото досие ќе остане забележано како негативно и неговата пост-Тијанмен поддршка за кинеските лидери, кој што имаше како поддршка имаше очигледен морален недостаток или дефект, иако според многумина аналитичари токму таа поддршка на долг рок ги засели процесите на реформа во Кина. Четвртиот по успеха по оваа листа на успешни американски председатели е секако Ајзенхауер. Се работи за почитуван американски председател во САД, но не и во Гватемала, Иран, Индонезија, секако со добри причини. Неговото председателствување добива високи оценки од историчарите и од аналитичарите за надворешни односи и политика, бидејќи тој одигра одличен во наводници нуклеарен покер за да стави крај со војната во Кореја, при што ги убеди кинезите да ги трнат рацете од Тајван. Неговата политика на намалување на нуклеарното вооружување фактички ги смири состојбите на релација САД-СССР, со што фактички се превенираше во буџетот на Америка да се намали делот за војните потреби. Секако тој обезбеди би рекла пренасочување на тие средства од буџетот, војниот буџет кон изградба на други инфраструктурни објекти, меѓутоа посебно е значаен по тоа што ги засили парите кои што треба да одат во образовниот систем. За многумина оваа негова така наречена штедлива политика се одрази на американскиот комплекс, во делот на воено-индустриската област. Овој американски председател е познат и по тоа што со успех го затвори конфликтот и Суетската криза, но ги смири страстите во неговата администрација на сите оние што ја поддржуваа Франција воено да си го затвори проблемот со Индокина. Фактички овој председател го искористи стравот од студената војна и, како што реков, паметно ги пренасочи парите за национални инвестиции. Она што овој председател го направи, голем председател во делот на надворешната политика, според Чин Кеј, професор на Охајо универзитетот, е фактички неговиот капацитет да ја води американската моќ повеќе од воените бази и воените трупи, значи да ја види американската моќ многу повеќе од воените бази и воените трупи во конкретна реализација на таа финансиска моќ преку проекти кои што се од витално значење за американската нација, како што кажав, насочени во инфраструктурата, изградба на патишта, изградба на фабрики, но и пари кои што се фактички кои што го подкрепија високото образование, односно инфраструктурата во високото образование и квалитетот на високото образование во Америка. Меѓутоа исто така дел од тие пари кои што беа насочени пренасочени од воениот буџет беа насочени кон зголемување на националната безбедност. И секако петиот поред најуспешен председател би рекла е Франклин Рузвелт. И покрај успехот во Втората светска војна, како и успехот да се справи со она деликатна дипломатија водена меѓу Черчил, Сталин, Де Гол и Чијан Кешек,
Рузвелт е можеби далеку најдобриот претседател кога се работи за надворешната политика, американската надворешна политика во 20 век. Со неговите успеси тешко некој кандидат или некој носител на претседателска функција да може да се надпреварува, ако се земе предвид неговата работа и во делот на воспоставувањето на темелите на меѓународниот систем преку Организацијата на Обединетите нации и преку креирањето на институциите на Бретон Вудс. Фактички Франклин Рузвелт практично дојде до, би рекла, стратосферата во преносна смисла на зборот. Овој председател направи многу за видоизменување на глобалниот систем, посебно по Втората светска војна. Во негово време заврши политиката на добрососедство, иако нели само на одредено време завршија војните интервенции во Латинска Америка, но тој е председател кој ја засили поддршката на лидерите од западната хемисфера за најголемите цели и предизвици кои што беа поставени од страна на американската надворешна политика. Критичарите многу често знаат да го критикуваат Рузвелт дека тој практично ја внесе Америка во конфликт со Јапонија. Според многумина тој вештачки создаде војна со цел да се обезбеди влез на Америка во поголемиот европски конфликт, но од друга страна она што треба да му се припише како бонус или како позитивен момент е што го реши конфликтот со земјите од Источна Европа на Јалта. Кои се 5 најлоши председатели, бидејќи имаме само уште неполни 2 минути, јас би ги набројала само и покрај тоа што има многу што да се каже за нив. Според Коен, 5 најлоши председатели на Америка во последниве 100 години се Ричард Никсон, секако Вудро Вилсон, тука е Линдон Џонсон, тука е Џими Картер. Само неколку збора. Ричард Никсон секако е познат по познатата Вотергейт афера, но е познат и по оставката која што ја депонираше заради тоа што не успеа едноставно да позитивно се одбрани од импичментот кој што му го беше поднел Конгресот. Исто така е познат и по Виетнамската војна. Секако по повеќе од 10.000 загинати американски војници на Виетнам заради лошата политичка проценка. Исто така неговата одлука за ескалирање на конфликтот со Северен Виетнам, нели, за да едноставно се фактички го искористи Виетнам за да се спаси од Вотергейт. И да не зборувам за нели Хари Труман и неговиот најголем гаф врзан со Северна Кореја. Тука морам да се одјавам. Ми останува уште време да кажам дека емисијата Поента се емитува на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановски е уредник и водител на емисијата и денеска е 15 декември 2015 година. Имајте добро здравје во неделава што следи. Секако поздрав до сите слушатели на Радио Слободна Македонија и до посебно до мојата емисија. Останете ми со здравје и се слушаме наредниот вторник во истото време од 17 до 18 часот. Поздрав и пријатно. Секој ден. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.